Долготрајната и главно драматична транзиција која речиси 3 децении го притиска општеството остава се подлабоки траги во сите функционални сегменти на кои се потпира државата. Невработеност, низок стандард, имиграцијски процеси, бавни развојни текови, заглавени реформи, политичка криза. Гледано од економски аспект, мошне тешко се остваруваат краткорочните и долгорочните проекции, бидејќи соодносот на вработени, невработени и вработени во администрацијата е поразителен за така кревка економија како македонската. Статистичарите пресметале дека само 26 до 100 жители во Македонија ја имаат привилегијата да се вработени. Од тие 26, 18 работат во приватниот, а 8 во државниот сектор, што е сооднос од безмалку 2:1. Тоа значи дека тие 18 работници треба да заработат заплати, даноци и сите услуги за сите останати 82 пензионери, деца, невработени, административци, како и оние што се неактивни на пазарот на трудот. Со овие анализи се позанимавала Светската банка, која врз основа на нив нема оптимистички прогнози за растот на економијата во државата во наредниот период. Па сепак очекувањата на актуелната власт и на граѓаните се дека за окружувањето на процесите со НАТО и ЕУ ќе ги подотворат вратите за поголеми инвестиции и побрз раст на стопанските и економските параметри. Меѓутоа, само по себе ништо нема да дојде, особено ако не се промени нешто на подобро во соодносите во бројките и во практицирањето на власта, која продолжува со вработување во државната и локалната администрација, додека другите невработени ја напуштаат земјата.